Младата пианистка Дане Жуговска наскоро заминува во Германија, каде што ќе студира на еден од најпрестижните музички универзитети. Денеска мој и ваш гостин во Репортер. Дани, добре ни дојде. Добро ве најдов. Ова е твое прво интервју. Да. Многу ми е мило што првото интервју го даваш токму во Репортер и што ќе можеме да си поразговараме за она што допрва ќе ти се случува, а тоа е твоето студирање во Германија. Да. Неодамна те примија, како што кажа во самата најава, на еден од најпрестижните музички универзитети во Германија. Може да ми кажеш за каков универзитет станува збор? Се работи за Универзитет за музика и сценска уметност. Се наоѓа во Штутгарт. Изграден, самиот универзитет е изграден во 1857 година, што го прави еден од најстарите универзитети во Германија за музика. Искрено, тој универзитет баш мене ми беше огромен сон и желба, затоа што од таму излегуваат многу познати, реномирани музичари. Самите професори се на толку високо ниво кој што можат да ти помогнат да се изградиш како еден вистински музичар, реномиран пианист. Ти ми кажа пред интервјуто дека приемниот испит бил отприлика пред месец и половина. Да. Имаше ли време да ги средиш ете малку впечатоците, да размислиш што се случуваше тогаш и какво е чувството сега, кога знаеш дека ќе студираш на толку реномиран универзитет? Искрено уште не можам да си поверувам, затоа што и додека се спремав за тие испити немав толкава верба во себе дека ќе ме примат на еден таков факултет. И сега кога ќе подразмислам, се чувствувам пред се многу гордо на себе и сум среќна и сум возбудена за тоа што таму ме чека и за образованието што ќе го добиам таму и како ќе се изградувам. Просто сум многу возбудена. Колку студенти од прилика годишно аплицираат на универзитетот? Годишно аплицираат од прилика 1000 студенти, а факултетот не прима повеќе од, да речеме, 70-80. Така што е стварно тешко да се влезе. Ти имаше огромна среќа, меѓутоа претпоставам дека и напорно работеше за да... Да, самото припремање беше многу напорно и многу стресно. Колку време вежбаше пред самиот приемен испит за да се спремиш доволно добро за да можеш да настапиш пред професорите што ќе те гледаат и што ќе те оценуваат? Пред самиот приемен испит се спремав од прилика 6 месеци интензивно. Тоа беше од прилика до 7-8 часа вежбање на ден, за јас да го постигнам резултатот што го барав. Имаш концентрација 7 часа во текот на денот да свириш на пијано? Не, концентрацијата се губи многу лесно, ама со доволен број на паузи може да се оствари некој резултат. Сега, многу ме интересира како изгледаше приемниот испит, заради тоа што претпоставувам дека ти го правеше онлайн, дека не отиде во Германија и директно пред професорите да свириш. Вака, приемниот испит, да не беше целата ситуација со корона, требаше да се одржи почетокот на јуни таму во Штутгарт. Но бидејќи патувањата беа забранети, многу спонтано и брзо се одлучи да се прави тој испит онлайн. И беше во 2 етапи, во 2 рунди. Добро. Првата рунда беше тоа што одреден број на композиции требаше да се пратат како снимка. Колку композиции испрати? 3. Добро. И од тие снимки се прави една селекција за оние кои што ќе продолжат во втората рунда. Втората рунда беше таму, во живо, и јас тоа го дознав буквално 5 дена пред да се случи самиот приемен испит. И во тој момент бев во шок, затоа што не пишуваше ништо за оние кои што не можат да патуваат. И веднаш му пишав на мојот професор таму со кој што контактирав. И он успеа да направи за оние кои што не можат да бидат таму, да го направи онлайн, тоест лайв. И сето тоа се случи во музеот на ВМРО, со благодарение на директорката таму, која што многу ми помогна за во салата.
И беше испитот таму, јас таму свирав. На лаптоп се приклучивме преку Zoom. Беше приклучен на лаптопот професионална камера и тоа изгледаше некако се многу скептично и хаотично, дали ќе биде така како што јас си го замислувам, дали ќе се слуша добро, дали се ќе излезе. Ама на крајот се испадна многу подобро од што јас очекував. После колку време после приемниот испит ти кажа дека си примена на факултетот? После 15 минути, неофицијално, затоа што јас приемниот почнуваше во 9 и за тие што не можат да бидат таму, беа први. И јас бев од прилика во 9:15, мене ми звонеа на Zoom и јас почнав, нели, ми кажа што да свирам, како, со што да се представам и јас свирав. Ми заврши, тоа траеше околу 15 минути. Ми заврши митингот и тргнав јас да свидам дома. Бевме во кола со тато и мене ми стига мејл од професорот таму со кој што контактирав. И буквално беше една реченица: Дани, супер свираше, браво, имаш место кај мене во класа. И јас седам, викам, после 15 минути. И викам, добро, и тука им кажав на моите. И така беше многу неочекувано и стварно беше чест, мислам, да добиам такво нешто и одма да бидам примена. Ти велиш, ми кажа што требаше да свирам. Тоа значи дека не ги бираше сама композициите со кои што настапи, ти беа дадени композиции кои што требаше да ги спремиш во неколку дена? Програмот го бирам јас, само што они ми кажуваат кое дело јас да го свирам во тој момент, тоа што они бараат повеќе дела, јас да спремам повеќе дела и кога ќе отидеш таму на приемен, тебе ти викаат, тај свири ми во ова дело. И ти треба тоа. А кога заминуваш во Германија? Кога почнуваат студиите? Студиите ми почнуваат на 1 октомври, но јас се надевам дека ќе заминам 2 недели претходно за да можам да се сместам таму со... Ме фаќа паника, искрено не знам како е, не сум била во Штутгарт никогаш, иако сум патувала многу често за Германија, не сум била таму. Ете, трема, возбуденост имам. А што е со јазикот? Зборуваш германски или комуникацијата ќе се одвива на англиски јазик, барем на почетокот? Комуникацијата се одвива исклучително на германски, за кое што они бараат одредено ниво со самата апликација. И јас морав уште во март, кога ги преводав документите, да имав ниво на B2 за германски. За они, нели, да се осигура дека јас го познавам јазикот. Од каде љубовта кон пијаното? На колку години почна прв пат да свириш? Прв пат почнав да свирам на 4-5 години, кога сестра ми ја запиша во нижо музичко и јас по неа ќе подсвирнував нешто, ќе гледав она што свири, а мојта ме запиша од прилика на 7 години, мислам, во класата на професорката Огненка Герасимовска Димитровска, каде што го завршив и средното образование. И љубовта не ми се јави на почетокот, искрено немав интерес, бев дете, сакав да си играм, не ќев да вежбам. И не знам како дете моите со напори пробаа да ме насочат кон тоа. А самата љубов ми се јави кога почнав полека да разбирам музиката и почнав преку неа да изразувам мојата емотивност, затоа што се сметам за прилично емотивна личност која што не може да ги искаже чувствата преку зборови, а можам преку музика. И тука мене ми доаѓа, нели, олеснително чувство и комфорт и се јавува мојата љубов кон музиката. А што е со сестра? Ти спомна дека таа почнала прва да свири на пијано. Си уште се занимава со музика или веќе не? Не, она го заврши нижото музичко, а сега моментално студира на медицина. Дали се сеќаваш на првите настапи што ги имаше со пијаното?
Првите настапи ги имав на самиот почеток, затоа што кога ќе научевме некоја дело, композиција, нашата професорка секогаш правеше јавни часови, концерти, каде што доаѓаа нашите родители, ние свиравме пред нив. Тоа се за тоа за уште од мали да се навикнеме на таа сцена. На публика? Да. Имаше ли трема на почетокот? Не, на почетокот немав воопшто трема, бев многу безгрижна и не размислав за тоа како ќе отсвирам и што ќе биде. Но сега можам да кажам дека прилично ја имам и уште од самиот почеток на моето средно образование, кога наполнив 14 години, тука ми почна мојата трема, ми се намали самодовербата и некако тремата никогаш не се губи, секогаш останува во нас, но треба да научиш да направиш таа трема позитивна. Да, не ти е тоа адреналин кој што те тера да бидеш подобра кога ќе Да, излезеш пред тоа публика? е адреналин, но никогаш самата трема те тера на лоши мисли, на негативни, може да излезе нели неуспешен концерт, неуспешен настап, што не е нели убаво. А ти се случило ли заради трема додека свириш да сгрешиш? Што се случува кога ќе сгрешиш во текот на свирењето? Ми се случувало многу. На почетокот на моето средно образование, јас почнав, тука имав многу трема и не грешев, туку го заборавав текстот, имав мемориски киксови. И никогаш нема да заборавам дека секоја вечер пред да легнам ги учев нотите, ги читав на памет, си ги кажував на себе и пак имав мемориски киксови, ама од сите тие работи јас научив како да се снаоѓам во тие ситуации, како да се извадам, како да го направам неприметно, што стварно ми дојде како плюс. Тешко ли е да научиш да читаш ноти и да свириш по ноти? Па на почетокот секако е тешко, мислам, тоа е работа која што е за мене како мултитаскинг и едно дете не може да се справи со тоа толку лесно, ама со тек на време станува навика. На почетокот, кога почнуваше да свириш на пијано, како знаеше каде треба да ги поставиш рацете? Не знаеш. Дали се учи или е нешто што ти доаѓа природно со текот на времето? Тоа е искрено нешто што доаѓа природно, затоа што на почетокот воопшто не знаев кај се нотите, па гледав во ноти, гледав во дирки што е каде, па се мислам. Па професорката ќе беше до мене, ќе ми кажеше ајде ова е тука. И со тек на време подсвесно тоа го учиш и знаеш каде се наоѓаат дирките и подсвесно престануваш да гледаш во дирките, во нотите, што е каде. А што е со оние 3 педали, не знам дури дали се викаат педали, што се наоѓаат на самото пијано? Секогаш ме интересирало за што служат. 3 педали служат за различни намени. Десниот педал служи за задржување на тоновите, левиот педал служи за намалување на звукот, за потивко да биде, а средниот педал исто служи за задржување на тонот, само за еден тон, за тонот кој што го свириш во моментот. А додека десниот е за сите тонови што ги свириш во тоа време. Што ти беше најтешко кога почнуваше да свириш на пијаното? Да вежбам. Да одвоиш време за да му се посветиш на пијано? Не да одвојам време, како дете имав нели многу време, сега кога ќе подразмислам, ама немав концентрација, не ме влечеше некако, беше досадно ете. А што ти беше најлесно, што ти беше најзабавно? Најзабавно ми беше кога ќе ги научам нели композициите и после се лесно уживаш во нив. Кој ти е најголем критичар во работата? Јас. Јас сум се дури некогаш преголем критичар, што некогаш и не влијае добро на мене, ама сепак мислам дека без тие критики што ја си ги давам секој ден, немаше да се најдам тука и да бидам во оваа ситуација. А од друга страна, па сега кој ти е најголемата поддршка кога
во сето ова што го работиш? Најголемата поддршка ми е мојата фамилија, која што ненормално многу верува во мене и ме поддржува, посебно мојата мајка, што знам колку се справуваат со мојот стрес, затоа што јас кога сум нервозна, така не е баш најдобро. Не реагираш убаво? Да. Ти имаш освоено бројни награди и во Македонија, ама и надвор. Која ти е омилената или која ти е најважната награда која што имаш освоено до сега? Најважната награда ми е всушност и таа што ме доведе до овој факултет. Пред една година решив да се пријавам за една академија во Германија, каде што беше спојка на семинари и надпревар. И за таа академија од сите апликации примаат само 10 пианисти, каде што мене ме избра, тоест се праќаше снимка и преку таа снимка правеа селекција. И мене ме избра и јас отидов таму и еден од семинарите ми беше со професорот кој што сега ќе ми предава на овој факултет. И истиот ми беше и во жири. И тој конкурс се одржуваше во 2 етапи, кај што јас поминав во втората етапа со 4 азијати, што беше огромен успех, затоа што јас доаѓам од една мала држава, Македонија, никој не ја знае таму, и до мене сите јапонци. И многу е така стресно беше, ама на финалето на кое што свиравме, јас освоив најголем број на награди, меѓу кои што беше за најдобар студент на целата академија и награда од публиката, како и многу концерти, што ме направија многу горда и самото мислење на жирито и на тие професори кои што беа таму ме поттикна да продолжам со тоа што го сакам и го работам. И сега самата велиш многу концерти. Каде се имаш настапувано? Ти не настапуваш само во Македонија, во твојата биографија стои дека настапуваш и во сали низ Европа. Да, па имам свирано во многу држави, како Германија, Франција, Италија, во Бугарија, Србија, тука на Балканот нормално. На тие концерти свириш соло или свириш со оркестри од земјите во кои што настапуваш? Најчесто свирам соло, но знае да се случи да свирам со оркестар. Например, бев на еден камп во Италија, каде што бевме собрани многу млади музичари, се направи цел оркестар и јас свирав како солист со тој оркестар, што е исто огромен успех. Тешко ли е да се споиш со оркестарот, односно да имате 1, 2, 3 проби и кога ќе излезете пред публика тоа да звучи совршено? Па со добар оркестар не е тешко воопшто. Јас немам многу искуство тоа, освен што сум свирала со Македонска филхармонија. И со Македонска филхармонија кога свирав имавме само 3 проби и се вклопивме одлично, ми супер. Така. Ти што туку го заврши средното образование, имаше ли време за ноќен живот, за излегување, за друштво, за момчиња или пијаното ти е се уште најголемиот фокус? Па имав време за ноќен живот, ама не таков како што си го замислуваат сите тинејџери на мојата возраст. Кога ќе завршам со вежбање, секогаш одвојував време да се видам со другарките, да седнеме на кафе и такве работи, ама си имам одречено од многу патувања и такви некои диско забави и искрено не ми пречело толку, затоа што јас имаше цел, претпоставам? Да, и кога вежбам не ми е воопшто проблем и наоѓам комфорт во тоа и се чувствувам убаво. Не ми е криво што се одрекувам од некои работи. Фала ти што дојде и се надевам се гледаме наскоро со многу успеси од Германија. Фала ви многу.